Ване Поп Златанов. Роден съм у село Тресено, околие Меглинско. Доста димова. Ташко Саров, Лучков, во село Плевна, Драно. Село Вандеркова. Чеган, Село Егейски Мисија, оддел на Македонија, Македонија, околија Варбавче. Ристо Танулевски, село Сарбегово. Село Бабчо. Село Варбени, Македонски, село роден во село Бабчо, Село Егејска Македонија, односно Костурско, Иванов Ташко, село Трежленковски, Лерински, Лабров, Ристо, село Дъмбени, околија Костурска, Егејска Македонија. Ние сме македонци. Ние сме чисти македонци. чиста македонска крв, комитска. Ние сме крв македонска. Македонка. 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 Македонец. Јас сум македонец и православен. Македонка сум православна. Македонец и православен. Православна македонка. Јас сум македонка и христијанка. Се знае само македонска. Македонска и нема друга. Македонка лично права, чиста, не погрчана.
Требаше да заминат децата бегаци, то беше по наредба на Централни комитет на привремената влада, за да се спасат тие деца од бомбардирањата и од сите било какви напади. А не беше тоа присилно. Дали Комунистична партија имаше, да речем, некој соработка со владините, таквие дека по тој начин да ги излажиме дека ги спасуваме, па да ги снема од тука. Можело и тоа да биде. Првото собирање на децата го направи Фредерика, сигурно со намера да ги спаси. Тие ги зимаше од целата, од Егејска Македонија, од Грција и ги носеше на југот од Грција. И овие сега, Демократската армија на Грција, како контра удар, они викаат, добро, што мора ги собира, тогаш и ние ќе ги собереме, и они направија поголема, помасовно собирање на децата, преку 30.000 деца. Кралицата Фредерика, она ги собираше сите мали дечиња од сем, тогаш кога бега нашите бегалци, партизаните ги взема вамо, она сите ги праќаше по некакви домови и ги воспитуваше да се прават дека се грци. После тоа, која жена раѓаше, отвара бесплатни градинки и таму исклучува од савале до ноќа. Исклучува им зборија на грчки. Ако некоја детенце, мъжко, женско, уз играњето збори некој македонски збор, одма родителот го викат. Вашето дете денес рече некоја реченица, вика, непозната. Значи, вие дома зборите, вика, друг јазик. И така ги заплашува луѓето. Татко ми во партизанство ни даде на знаење дека мораме да бегаме затоа што царицата Фредерики реши да ги собира децата и да формира некој логор за да ги воспитува на свој начин како што они мислеа да прават. И затоа ноќе ние, без да, мислам, цел имот го оставивме, ноќе никој да не разбере, со двете маски не натоварија, ја и помалиот брат Ристо, бевме качени на маските, не однесоа, се раздени, времето не однесоа во Попадија. Се сеќам дека кога спиевме ноќе на една ливада, имаше земјотрес, затресе и мајка ми дека побожни. Мислам, таму тоа време беа и луѓето побожни, се крстеше Господи што е ово земјата да не се отвори. Евакуацијата беше неопходна зашто самата Фредерики, пред тоа, повод беше тоа на Фредерики. Фредерики собра сите грците од Ипир, за да не ги земат партизаните од 15 години нагоре, и таа направи логор во Атина. Од Атина после фрли на некој остров грчките деца. Тогаш, кога дојде од нов дојде закон, сите деца, мајките да ги спремат, зашто ќе дојде војската на Фредерики и ќе собери децата и немате назад да ги видите. А ние ќе ги носиме на добри места, таква пропаганда води. Водењето на децата бегалци, значи од селото, беше организирано од селски одбор, кој беше под команда на службата на ДАК, на партизаните, и од селото требаше да заминат сите деца. И одевме по селата, прво ги организиравме местниот одбор и ги викавме тие по децата, организиравме, дали сакате децата да одат, сакаме децата да одат, кои сакате мајки да бидат, тие жени што им е повеќе од семејството погинати или овие, тие да бидат мајки. И таа беше, слушај да ти кажем, таа беше најхуманитарна акција што сме ја направиле ние за време на војната. Од Царичини, Госно, Псоре и Лудово и носеме до там, може им собрано одзгоре од 50 деца. И носеме таму и после земаше друга група партизани. И едни носија во Албанија, едни носија во Југославија. И ние сега дека ни рекоа да ги спасиме децата, оти се очекува голема фантазија. Ама и не може да речиш не. Кој ќе речи не? Така ни рекоа, јас бев лично. Кој ќе речи не и пуштам децата, тоа е на другата страна. И сега
те става под ултиматум. Кај може Кај може речиш не и пуштам. Ги собрае сите деца, никој не прашуваше дали сакаме или не сакаме. Ги собрае помалите. Помалите деца, имавме деца, да ви кажам, и од 6 месеци, и од 3 месеца. Враци, поголемите враци ги носев. Другите за рака. Ке се фатвавме за раци и така одевме. Кога ги делеа децата, како јагнишчата, кога се делат од булук, од мајките. Ние плаче од два страна, тие од таа. Ма решиха дека ние после имаше втора група во кошови па ги носеа. И земај децата, селото остана пусто. Дојде време да замина децата, што викат бегалци. Тоа беше наредба на партија да ги спаси, така наречено така. Кој дете ќе бега само од 2 години? Али имаше мајки на секоја група и така се онима да ги чуват како што е. Секоја група имаше посебно жена. Жените ги одбира, односно селскиот одбор, повеќе као, да речеме, сестра ми, момчето и погина во Шестево, као партизан, и сега да се спаси, значи, и сестра ми и 2 дечиња, беше одредена да биде омадарха, односно раководителка на групата, као мајка. Мајка ко мајка вика, сине, ако сакаш да заминиш. Јас бев радосен ко селско дете. После се предомисли, мајка ми избриша. Но сепак, по моја желба, сите деца другарчиња заминуват и јас доброволно се пријавив. Мајка ми ствари ме запиша. Сега тешко му беше на секоја мајка. Имаше неколку групи, околу 4-5 групи од нашето село, по 20 деца. Од Бабчор замина 240 деца. Од 0 години или од 2 годинки и нагоре до 14. Тргнавме нормално преку Малимади, зашто не можевме покрај Бистрица да одиме, веќе тука беше едно од главните упоришта на монархофашистите на планината Тровица, Тројица ја викавме ние. И одевме по снег, по многу тешки услови. Во 3 наврати беа евакуирани децата од Бабчор, организирано. Еден од партизаните, задолжен од ДАК, да не води по пат, каде се одеше низ планина, па Желево, Преспа, па Дупени и така натаму. На секоја колона по 1-20 партизани наоружени, меѓутоа ние патувавме само ноќе. Преку ден се криевме во шумите, бидејќи имаше авиони, бомбардира и така натаму, а ноќе се патуваше. Ноќе повеќе патуваме заради авионите, ноќе ден е во шумите скриени, тука кај што има водичка, кај Преспанско езеро и така натаму, нели? Без храна, без нешто, селаните, од село во село, благодарение ќе не примат селаниве кои Блекце, Лепче и така натаму. Од селото заминавме од 8 сат, тука во Пожарско бевме од 9 и од 9 тргнавме горе према ова Ниџе планина и цел ден патувавме, стигнавме навечер горе до самиот црт, граница со жица обележена. И се спуштевме доле, не фати тогаш март месец негде имаше уште снег. Се спуштевме доле на неутрална, на југословенска страна, не фати темница и тука преспиевме во едни влашки колиби. Сестра ми, што доживеа една травма, она дојде, момчето и погина, тргна со девојче 4 години и машко со 2 години.
На одење додека стигнат во Романија, девојчето се разболе, 4 години умре од тифус. И мене ме носеа фактички, на раме ме носеа, или постари деца поголеми, или мајка ме носеше до границата и после границата. Се сеќавам, јас бев толку исцрпен, ми падна косата, веројатно тифус имав. Не знам која болест била. Ми опадна косата, бев кожа и коска, со месеци јас не може да стојам на нозете. Се пешки. Пешки, боси, голи, односно со опинчиња тргнате, стигнате боси со крвави ноги. Тоа има и документација за тоа, нели? Низ планините, од Бабчор, значи преку Бигла, па на Преспа, значи па одење преку Преспа, па влегување во Дупени, Долно Дупени и така натаму. Стигнавме до Карулите и тука не однесува до Градешница. Тоа е Мариево. Од Градешница отидовме во Старавина со војски камиони, стигнавме до Битола. Од Битола со возови стигнавме до село Брилово. Од Дупени, па од Љубојна се качиме во камион. Тука спиеме една или две вечери, значи во селото. Од тамо на камион до Битола. Од Битола во едни вагони теретни до Прилеп. Прифатилишто ни беше во Слепче, кај манастирот Слепче, од Прилеп, од Битола према Прилеп. Во еден манастир тука престојуваме одреден период и едно време заради тоа што слаб беше и приемат тука и искрана и се, а веќе бевме малце као позрели и можеме да се бориме. Еден ден организирано тргнаме назад да си одиме, нели, за Егејска Македонија. Со возови до село Брил. Стигнавме од Дупени, па од Љубојна се качиме. Пиеме една или две вечери во камион. Тука значи во селото, од тамо на камиончери, во едни од Битола вагони терет, Прилеп, едни до прифатилишто ни беше во Слепче, Слепче од Прилеп, од Битола према Прилеп, во еден манастир тука престојуваме одреден период и едно време заради тоа што слаб беше храна и се, а веќе бевме малце као позрели и можеме да се бориме. И приемат тука и искрено тргнаме назад да си одиме, нели, за Егејска Македонија. Со возови до село Брил. Стигнавме Љубојна се качиме од Дупени, па од во камион. Тука значи во селото, од тамо на камиончери, во едни од Битола Прилеп, едни до прифатилишто ни беше во Слепче, од Битола према. Не нахранија, се измивме, се пресоблекувавме кој имаше што да пресоблече. Кога стигнавме во Желево, пак спиев. Јас не се сеќам баш на деталот. Тогаш дојде татко ми. Да не посети, да не види, бидејќи тој тука бил во близина со единицата. И само кога се освестив, кога си дојдов при себе, го видов вака само како сенка. Тој нормално не прегрна, не бакна. И од тогаш веќе не го видов освен на сон. Бевме исплашени. Јас се сеќам дека мајка ми му викаше на братот, оди, дај некој кокошка, некој петел, нешто, сритке му врато, земи, да носиме, не знаеш кај ќе одиме. Ќе одите во школо, ќе учите и ќе се ослободиме и вие ќе си дојдете. Значи, фактички на готово. Тоа беше паролата. За да можеме ние
да помагаме овде, не можеме цело време со децата да бидеме, значи вие ќе одите, ќе си бидете во училиште и ние ќе ослободиме, а вие ќе се вратите. 2-3 месеци додека заврши војната и ќе се вратите до Битола, така знаевме ние сите. Отидоа тие трите сестра ми, двата братија. Ние мислиме во Битола, а тоа Ѓурѓо Романи идов днес. Но потоа во Битола на распоредија во вагони, во возови, овие товарни возови, не изнапикаа и не изнатрупаа, значи до Белград, од Белград се не префрлија во други возови, да речеме унгарски, романски, полски, чешки и така натаму. И од тама, значи во камиони, во Битола сеќавам некој оброк ми дадоа, што чај со лепче некој така. И во вагони за стока, не беа тоа вагони за патници, туку за добиток. Од тама во првата станица беше во Скопје, мислам кога што излеговме од возот, и во Скопје добивме некој оброк. И од тамо до Белград, и во Белград беше всушност раскрсница. Да, и тоа не оде по фамилии или по групи, ке рече овој вагон оди за Чешка. Не товарија во товарен воз. На границата после со Руманија бевме ни измие, ни избањата и ни ништо, бевме цели полни со вошки. Кога дојдовме на границата со Руманија, не слекоа све, не пуштија во некои базени вака, може тие бани беа, се избањавме. Не качија во воз и тоа со не во, како други што не кажува, туку со кревети за спиење и се разбудевме во Чешка република. Таму во логор не сместија. Тоа беше 48 во март месец. Разболе ми се калина во това поле широко, никој при неја немаше, само едно пиле шарено, никој при неја немаше, само едно пиле шарено, во уста вода носеше, со крилца сенка држеше, еј море пиле шарено, шо добро виде од мене, од мене.
држеше со масло крилца ладеше, ладеше. Али бидејќи гладни за леп, немало леп не се давало и многу пати моите родители со мајка ми памтам, ќе одем од едно село во друго, тоа Пријепските села, едно друго, многу пати кучина не нападна и ни вика, бе шо, вика, вас не можеме да враниме тука, не сте еден, и стварно не еден. Секој, некој бара, ко чергари, ко питачи, тоа е ужасно едно друго. И ајде од тамо, вамо по 2 недели, дојде наредба, кај ќе не носат, вика, ќе ве носиме, кој знае кој каде, вика. И од тука не товарија во вагони, товарни вагони, со стока што чува тамо едно друго, товарни вагон, послани слама едно друго и во еден вагон колку 20-30 души. Се извине, кој тука, кој болен, кој кашля, кој... За никаде тоа ужасно било. Дојдеме во Белград и од Белград одма не однесат во Гако, некој во Сомбор, некој во Гако. Не интернира близо Сомбор, па што не сакавме ние да одиме, со сила не интернира тогашната власт на Народна република Македонија. И не однесоа во Гаково, близо Сомбор, на едно 15 километра. Во тоа село Гаково бевме сместени некаде околу 10.000 жители. Сите во колектив. Не броја, да ми извините, како овци. Толку ќе одат во Руманија, толку во Полска, толку во Чешка и така. На почетокот на мај заминавме за Руманија. Ко стигна во Руманија, тука беа дојдени и други деца и од Глеринско, и од Воденско, од сите собра тука, стигнавме. Тука во еден замок не сместеја. Проблемот со име и презимињата, пошто бевме сите тука само македонци, се умеша негде, мислам, тие амбасади. Тука уште привремена влада беше во Руманија, така наречена една жена, Ана Паучер. Амбасадите грчки, бугарски, тука нешто, они дознаа првата група што сме стигнали тука, да нешто правија некои маневри и врше притиск со презимињата, ама тогаш дојде до една солуција да добиеме сите броеви. На еден медальон, од едната страна Марко, од другата страна бројче. Првото престојување во Руманија беше во едно село Ваца, се викаше, бидејќи Руманија беше сојузник на фашистите, на Хитлер, до 45-та, не, 46-та, а ние отидов тамо, додевме 48-та, значи само за 3 години се уште состојбите во Руманија не беа средени. Дали ќе стане комунистичка земја или ќе остане како монархија. И имаше многу луѓе кои беа за монархијата, значи за царот да владее, така да тие што беа, нас не гледаа како мали комунистчина, нели? Така односот нивне беше многу непријатен, исто имаше случаи кога ставаа храна кога се правеше храната за нас, значи пронајдува тамо луѓе. Мислам, среќа што имаше инспектори и луѓе од Меѓународниот Црвен крст, па пронајдува на време дека храната е отровна, иначе ќе не отрува. И сега тамо во тоа Ваца, тоа беше мало место едно, тешко и може да се најде на картата. Ни ги земаа сите алишта, прво, и ни дадо едни биџами, као затвореници во штрафти. Имавме и бројчини, а
и ни дадоа тука исто така на некои медалјони. По бројче. Медалјони со ликот на Маркос, а од другата страна имаше бројче. Бевме прибрани во детски дом. Во детски дом од Гаково, 250 деца. За мене не испратија за Загреб. Требаше во Загреб да идем во детски дом. Меѓутоа немаше место таму и беа принудени да не препрадат во Ровин на островото Света Катерина. Таму останавме едно 6 месеци. Потоа направија фузија на два детски дома од Ровин и Црквеница. Во Црквеница бевме сите македонци. Ме однесо на Свети Катерине на околу 150 деца на Свети Катерине на едно острово близу Ровин на Истра. 3 месеци бевме таму како на одмор. Од кога почна воз негде крај на август, септември, ме однесоа во Црквеница во дом. Ја бев во југословенските домови. Прво бевме во логорот, од кога не исчистија. Па не сместија, не однесоа, се викаше Микулов. Таму бевме, таму имаше калуѓерки. Тоа беше некој као манастир. Таму беа калуѓерки, се сеќам со бели капчиња, долги црни. Спиевме во убави соби, кревети, во големи соби. Се сеќам таму имаше и клавир и не учеа побожни чешки песни. Таму ни даваа играчки, тоа чудо невидено за нас. Од мониста сме правиле разни тацнички за вруки тенџериња што се стават, не учеа песни, не бања, не облекуваа, бевме дотерани кукли. Во домовите бевме како во логори, затворени, немавме комуникација со романците, бидејќи бевме мали ние, поголемите деца можда од другите домови поинаку било организирано образованието, но ние што бевме во Синаја, бидејќи бевме помали, бевме затворени во еден комплекс на хотели, било порано, тоа било туристичко место во Синаја, еден комплекс на хотели, и тие биле претворени во детски домови и во училишта, и таму учевме без комуникација со романските деца. Не однесувам во Тулгеш. Тулгеш беше, тоа е една касарна австро-унгарска во времето беше, значи голема касарна кај што можеше да собери 5-10 илјади деца. И таму не однесува, во Тулгеш останавме 2 години. Па исто и овдека, значи не гледа брат, сестра, кој каде. Че ме сестра ми за целото време, ние дори бевме во Романија, брат ми беше во еден дом, сестра ми во друг, ја во трет. Кога стигнавме во Полска, стигнавме ни со име, ни со презиме. Стигнавме со бројче. Потако стигнавме како? Не распоредива по години. Од 9 до 10, да кажеме, во еден дом за машки. Од 11 во друг дом, од 13 до 15 години, сосем така по возраст. И помалите исто таму. Како се вика, тие домовите почнувајќи најмал во Гливичанка, Гурник, Гурник за машките зборам, Барбурка и Мажења. А ја од Бела црква во Словенија, Крогло, Дутувле, Шинтвит. Јас сум бил во 5-6 дома таму. Значи во Тулгеш беше второто сместување, па после во Синаја отидовме други 2 години, останавме таму, па од Синаја во Радија. Отидовме од Радија повторно во Тулгеш. Од Совата отидовме во Арад, од Арад во Тулгеш, од Тулгеш во Синаја, од Синаја во Орадеја. Осем оној престој од 3 месеци во Ваца, кој беше навистина грозен,
И тоа бевме, немаш право да излегуваш во бодликава жица, во еден мал простор, далеко, апсолутно како логор. После тоа беше навистина многу добро, посебно кога бевме во Синаја и во Радеја. Во Синаја бевме сместени во оние кралските палати таму што. Во детски дом сите беа поделени на 4. 12 чети беа. На секоја чета имаше командир и замени командир. Ние како војници беме. Сабајле ке станеш у 6 сато, ке се измиеш, ке се облечеш, кревина ке постелеш, ке се наредиш строј, гимнастика ке направиш сабајле, ке одиш на школа, од школа ке излезиш, на ручок во мензата, од мензата ке одиш на школа, после школото кога ќе се заврши, имавме малку слободно време, ќе поиграме во дворо, од тоа па на вечера и после вечерата тамо колку имаше, пола сата, 1 сат време и во 8 сато ќе си легнеш. Тамо бевме во Микулов и во уште еден дом, Храстава се викаше, само македонци. Ама, после таа Храстава, се викаше и тој беше дом, некој вид палата на некои си богати луѓе. Тие беа судети германци кои што беа иселени, тие беа празни. И таму бевме само македонци. Ама ова партијата грчка, они не кажаа дека доаѓаат и македонци, они не третира дека сме грци деца од грчка држава, од Грција. Нас не третира како емигранти од Грција, но ние што бевме македонци, во нашите свидетелства стоеше дека македонец. Не третира и како грци, и како македонци. Ние затоа и учевме македонски јазик таму. Учевме и грчки. Воопшто сам вика грчки деца. Значи, бидејќи доаѓаме од Грција. Меѓутоа, со самото тоа што учевме македонски, значи учевме и грчки, романски и руски. Цело време како грчиња не смета, грчките деца се до ова кога почнавме веќе со школување, кои им кажувавме на нашите професори дека ние не сме грци, дека сме македонци. Грчката комунистичка партија која имаше организирано образованието на грчки јазик и дополнително на македонски. Јас колку што памтам, сега изгледа во различни домови имало некои разлики, меѓутоа во Синаја нас не учеа, мојата генерација, тие што бевме, прво одделение, односно прво, второ и трето, тамо што учев, не учеа грчки учители, партизани ранети, осакатени партизани. Првиот учител ми беше еден партизан без една нога. Имаше некои воспитачи, и македонци и грци, меѓутоа кои не беа професионални воспитачи. Тоа беа луѓе, мислам, ранети кои учествува во борбите, некој изгубил нога, некој рака, некој око, некој тоа. И сега тие најчесто ги испраќаат да бидат воспитачи и се нормално јас знам од моје лично искуство дека беа фрустрирани, комплексирани и носеа гнев во себе и со право, нели? Меѓутоа често пати однемање знаење како воспитачи, тој гнев го истура на нас децата. Школото, пошто не работеше во саботите, ни дозволија саботите да го користиме за да учиме грчки. И сега, јас лично, кога ме тера да учиме грчки, ја и реков, ја грчки не учам. Јас сум македонка. И тогаш се сеќам, та учителката се викаше Евангелија. Она имаше, таа беше македонка, ама грк имаше партизан, и ме фати за коси, ме фрли на земја и со клоци ме тепаше. Јас тебе ќе ти кажам кој е грк, кој не е грк. И мораше ме тера. И ја бев толку упорна, не сакав да зборувам грчки, а учев 2 години, ама со молба на директорот и на чески персонал што имавме тамо, ако може дека дознаа дека има некој револт кај нас кај децата, и ни набавија, не знам од каде, кој,
еден учител, Никола се викаше, и тој ни предаваше. После саботите учевме 2 сати грчки, 2 сати македонски. Меѓутоа, имаше револт кај нас македончината, кој што не ќепе да го учиме грчкиот јазик. Во црквеница. Во црквеница. И дојде до несогласие, до неразбирање, и така едно време се побунивме и после се смирија духовите, откако побаравме од Македонија да не испратат македонски учители. Се каравме, знаете што? Кога им кажува, например, седевме со чески деца, учевме, нели игравме, они кажуваа Солун е нивни. Солун е нивни. Па не може Солун да е некој се лазуни, да просиш влакне и напред и назад, ќе ми кажуваат, он Солун бил нивни. Бе каков Солун ваш? Често пати доаѓаше до конфликти. Вие сте грци, не сте македонци, а не викаме ние сте македонци, не сте грци, и така доаѓаше до конфликти. Ние се дружевме и грци и македонци, пријатели, станавме. Некои од грчињата научија македонски, значи добро да зборат како што ние што учевме грчки и така. Учевме и македонски и грчки учевме. Рече се на унгарски, но имаше додатни часови по македонски јазик, значи како македонска литература, македонска граматика и македонска историја имавме, и географија реков, нели? Исто така и грчка имавме, на грчки јазик учевме. И таму научивме грчки всушност. Пред тие 2 часа неделно што ги имавме, наставникот предаваше и за историјата, и за јазикот. Кои биле нашите писатели, кои се нашите револуционери, така. Само нешто пократко што дозволуваше партијата. Да не биде некој и од таа страна и од таа страна. Значи само тоа грчката партија што преповедуваше за кого може да се збори, за кого револуционер и историја на македонскиот народ. Наутро кога ја пеевме унгарската химна, грчката химна, си ја пеевме и македонската химна на нашиот народ, нели? Се собиравме во каре од сите овие згради, бевме многу деца таму, бевме, што знам, околу 1400-500 деца бевме во Тулкиш. И први ги пеевме химните, први грчката, па македонската, па романската, и потоа почнуваше од звучникот, разгласот. Денеска во борбите за ослободување на Грција загинале тие и тие и тие, ми кој го спомна и татко. Тоа беа информации што никој не ги сакаше фактички. Секоја недела се правеа спискови, се става на табла, на зиден вестник, зидна табла, спискови на загинати. На загинати партизани. И нормално дека секоја недела се слуша пискотници, плачења, дека му загинал брат, дека му загина татко, дека му загина мајка, дека му загина роднина и така. Преку Црвен крст се баравме. Ја пошто бев више писмена тамо, мајка ми збореше, ја ќе пишувам и пишував во Црвен крст дека ни фали тој брат ги нема. Па се најдовме преку издаваа списанија Нова Македонија, не Нова Македонија, не знам како се викаше списанието, 3 листа на грчки, 1 лист на македонски. Тоа се издаваше во Руманија. И тамо ги има на слика и тие од Унгарија, на слика имаше многу деца, и ги најдовме тамо на сликата дека беа Фоте, Мичо и Тина, и ние после со молби преку Црвен крст успеавме да дојде до кај нив и да ни ги донесат во Чешка. Во Полска више имаше, се печатеше еден вестник Демократ.
Првата страница беше на грчки јазик, втората страница беше на македонски, трета на грчки и четврта на македонски. Тој вестник Демократ се викаше. Сите борби, сите офанзиви, то се пишува ово. Информација од тоа што се случува со војната добивавме како пропаганда. Секој ден, значи пред да одиме на ручек или на вечера, ќе не строја во дворот и кажуваа вести дека демократската армија напредува и така натаму, дека Лерин е ослободен, но дека брзо ќе се вратиме и така натаму, меѓутоа по крајот на граѓанската војна кога се види да ќе изгуби, тогаш имаше штама. Расцепот меѓу Захариадис и Маркос, елиминирањето на Маркос и ово оцрнувањето на Маркос, тоа било главно глорификацијата на Захариадис, смртта на Сталин, што било многу вака. Кога умрел Сталин, ние сите плачевме цела недела и така воспитани. Нас не учеа, не вршеа пропаганда дека имаше дури книги, сеќам кои што велеа дека земјата во која децата не се смеат, тоа се мислеше на Југославија, Тито беше прикажан како джелат, нели проамерикански, тоа беше после 49 година. Така да Сталин ако останеше уште 10 години жив, ние не ќе можеме да се вратиме. Па Сталин кога умре, бевме, мислам во дом, му стоевме стража пред поштовање, плачевме, ова, она. Бевме воспитани во духот на социјализмот, ама добар живот живеевме. Не можам да се жалам. Имаше приредби во секој вид, имаше проекции, доаѓаше еден камион, нели, со платно и проектира се филмови. На отворено, бидејќи немаше сала некоја специјална за тоа. Имаше една киносала, има тој градот, имаше бања, градчето и киносала. Во таа киносала одевме према распоред на времето на сатови, одија на предавање на школа. Имаше цензура. Ако се испраќа писмо тако нешто, планираше што да кажеш, тоа беше тешко дека ќе оди писмото. Ние после 3 години добивме писмо од мајка ми, бидејќи татко ми почина тамо, дека тука се, значи, во Македонија, во Југославија, во Скопје. Па ја немав контакт, само знам кога дојде мајка ми да ме посети, ја не сум сакала да примам, мислех дека не ми е мајка. Сум ја заборавила и просто сум ја игнорирала од мене. И после ми кажа дека ми е мајка она, роѓена. По 8 години, значи 55-та година, во јули месец, брат ми тогаш беше во Букуреш, дојде во Тулбеш, а во Тулбеш бев и ми каде сега ќе се враќаме. Преку Црвен крст ги најдоа родителите, татко ми беше во Ташкент и преку Црвен крст јас и брат ми отидовме во Ташкент. И избегавме шумата, бидејќи не сакаме како Југославија, дојде тамо, нели, во таа земја која што владее тоа, владее ова. Но после дојде со полиција, не најдоа
во шумата не собраа и со камиони однесаа во Букуреш. 80 деца патувавме во организација на Црвениот крст на Југославија и на Романија. Тоа заедничка акција беше. И 80 деца, тоа не е мала група сепак. Чувството покрај сите немаштини и отсуството на родители, детскиот живот сме го некако навикнале со дружење со деца, без разлика дали се грчини, македончини. И тоа го прифативме како такво. И имаше многу, мислам, трогателни сцени кога наместо да се радуваат некои, нели, кога требаше да заминат, имаше сцени кои не сакаат да заминат, сакаат да си останат со пријателите, со другачињата, така назва. Разболе ми се калина во това поле широко, широко. 54 година после една акција на меѓународниот Црвен крст. Се вратиме во Грција со цел да се собереме семејството, затоа се вративме. Не можеме тука да дојдеме заради информбирото и односите на Романија и во Советскиот сојуз и Југославија. Руманската бригада, ова ка се вика фудбол на ова, игра во Атина фудбол. И сега, послободен беше Чичко Минели во Пелопонез, кога слушна од Руманија ќе дојде, имаше слушнато, има и две ќерки во Руманија, мажени, таму се останати. И му вика на таа жената, да не се плашиш, јас ќе се вратам, 100% треба да е син ми, вика, во таа бригада. Во таа фудболна, вика, команда, 100%. И тој оди, зема карти во стадионот и сега гледа, Панде става 2 гола. И викат, Костовски Панде, Елинас, Грк. А од каде не го кажуват? И Чичко ми како седише, пат паѓа. И двајцата го земат, бргу го носат во... Што имаше таму, нели имат секојаш брза помош во стадионите. И го освести, вика, ова е мој син. Панде, како е твој син? Ти од затвор, син, ти таков син. Не му верува. И тој тап сликата. Толку јака била пропагандата, што за 2 години, ова е, се срамам што ќе го кажам, меѓутоа е вистина, пропагандата била толку јака во тие 2 години. Во училиштето, во црквата, надвор, медиумите, да речеме, што јас, како син на партизан, почнав да се срамам што татко ми бил партизан, затоа што реков, партизаните ги нарекувале грците листо симоритес, бандити и плячкаши. Татко ми рече, не, јас пушка не фрлам. А имаше шанса да остави пушката, а да останеме тука, во Скопје. Не моравме да продолжиме, зашто многу фамилии останаа тука. И не остави пушката и после 59-та се најдовме со татко ми, каде живее, дека живее тука во Скопје. Па исто 57-ма тие од Унгарија, па тие државата дозволи да ги од Унгарија да дојдат во Чешка. Сестра ми таа остана во Грција како мажена. Фактички не можеме да дојдеме тука се вратиме во Грција за да се собереме, но и таму не можеше да дојде татко ми затоа што уште биле грчките закони и политика ригорозни, ригидни и и така после се собравме тука семејството после 10 години овака развоен живот. Еден у затвор у Грција беше Коло, избега после Германија 41. Другиот у Грција ми е жив.
Една сестра во Австралија отиде, беше по државите во Руманија. Имам друга сестра пак во Албанија, во Руманија беше. Се во Грција. Јас су тука сама. Татко ми, како што ви кажа, беше во Југославија останат и тој никогаш не се врати во Грција. Мајка ми во 49-та година заедно со многу партизанки и жени што помагале, нели, што ги помагале партизаните, заедно со нив преку Албанија, бидејќи југословенската граница беше затворена, преку Албанија, тоа Петре Наковски е подобро, нели, по-прецизно може ви раскаже за тоа, преку Гибралтар и така натаму, со бродови, специјални бродови, тајни бродови, преминале во Полска, потоа мајка ми во Чехословачка и од Чехословачка дојде во Унгарија. И по 2 години, заедно со мајка ми, 56-та година, и двете сестри, што беа во Унгарија и брат ми, дојдовме во Скопје. Татко ми доваѓа 61-ва од Америка, го повлековме. Направиме визи, си дојдоме овдека во Македонија. Прво јас, со татко ми и мајка ми ја зедоме од Чехија, од кај сино дојде на одмор и ја задржавме. После 5-6 години дојде брат ми со фамилијата од Чехија, сестра ми од Русија, така се собраме, изградиме во куќа. Татко ми и мајка ми по завршување на граѓанската војна беа во Полска отидени. Двата браќа беа како партизани преку Албанија во Ташкент. Двете сестри мои беа во Романија. Јас бев во Црквеница во Хрватска и една тетка сестра на мајка ми во Бугарија. Значи, во 5 држави бевме, една фамилија. Се сретнаме 1978 година овдека во Република Македонија. Тоа беше после 30 и повеќе години видуење. Грци подаваја документи во грчката амбасада, ние подаваме документи во југословенската амбасада. И нас после 10 дена ни доваѓаше писмо, оти нема место каде барате. Нас не определија за Дебар. И ние му написаме писмо, пошто супругот ги знаеше местата тука, и написаме, ние ако сакаме од Ташкен, тука живиме добро, имавме Ташкен е како Скопје, нема нешто што нема. Ние не сакаме во Дебар да одиме. Друго писмо ни дојде, нема место за Скопје. И јас тогаш вадам виза во Москва, летам сама во Москва, во амбасадата, и викам, ќе се запишам кај Тито. Ме запиша, ама ме прима еден друг. Подсекретар рекоа, Тито не може да ме прими. И му кажав ја цела ситуацијата како. Оти ме напаѓат, 2 пата ме нападнае. Така, и во Афганистан што ме нападнае во Бухара. Од тоа ме нападнае, слушат Афродита. Нема име Афродита таму. Кој е таа Афродита? И се ти влегуват натре, кој знае, млади шпиони што имат. Полиција веќе ли почна против нас, за да бегаме да оставиме куќи. Имавме изградено, ние многу куќи изградиме во Ташкен. Ташкен беше, но колку беше 600.000. А сега Ташкен е 5 милиона. Ние го изградивме, наши партизани. И така е на ненавист против нас и тоа беше причината да бегаме. Грците бегаја за Грција, ние за Југославија. Отидовме кај Вујкото, имавме не знам колку долари, тога ни сменија. И му вика маш ми на Вујкото. Ебе, рече, овие пари Вујче ни дадоа, додека се снајдиме да видиме со работа или што ќе правиме. И Вујко ми, знаеш што ни рече, на маш ми Вујко. Ние со 2 деца со куферите. 24 сајата моје јадење, пиење, понатаму ништо не знам. И станавме другиот ден, се облековме и тргнавме. Кога сме дознале преку Црвен крст дека тука живее, па тогај татко ми дојде со 2 куфери, како што кажуваме во една приказна, Чичко до Америка, да не посети. Ама не најде сите возрастни. Кога дојде татко ми, не плачење,
Што возрастни деца да видиш татко, да го видиш, не го памтам од дете. Ми донесе джемпер, ми донесе фустанче. Ја мисля дека кога ќе се сретнам со мајка ми треба да му проговорам на грчки. Па што знам, така, бидејќи имаше доста грци, значи повеќе тие воспитачи беа грци во Руманија. И се прегрнавме и ја му викам, ја сум Ана. Значи, здраво мајко. И она ме бутна вака. И ја прашува поголемата сестра, а ме вика, лето, вика, дали ова, вика, нашето дете што го испратихме, да не е некое друго што, вика, зашто? Не знаеше грчки, мајка. Озна беше тој. Тоа беше најстрашната работа. И требаше да поднесоме молба, да ни одобрат, дали можеме да одиме кај фамилите. Без дозвола не смеевме да излеземе од друг град. Па тоа озна. Секаде имаше. И тука кога бев, исто следија начин. 2 дена ме држеа у Битола, 2 дена ме држеа у Козлево, логор, дур да дојдат да му кажат како се викам маш ми и свекор ми. После на крај го зема чичко ми, тука официр заврши и дека рече да продужиме во Македонија, во Егејцка, и го однесоа на галодни степен. Ова е шпион, вика, дека сака да трне војската натам. Е така. И после мене се од Живојно, у Кременица, од Кременица, кај ме носеа, не знам, ни кујки, ни села. И кому каза, ка се викам, и ме удри тој пеев еден егес на Топурко Вујко. Главен беше туа и кој ми врза 2-3 шамари. Реку, зашо ме тепаш? И ми збори по грчки. Вика, ти си шпионка. Каква шпионка? Реко, ја од затвор бегам. Не, туа ми е мажот, туа ми е свекорот, туа ми се роднини. Од Тугеш отидовме со камиони, не однесоа до Букуреш, од таму со воз. И влеговме во Југославија, во Кикинда, били у Панчево, не се сеќам во кое место. Не симна од возот и не стави у затвор. Истиот ден кога пристигнавме, не однесоа, да речеме, во Идризово. Тоа беше прифатниот прифатното место за сите што доаѓа од сите од источните земји. Од Панчево дојдовме во Скопје и моите нашите не чека на железничка станица, меѓутоа возот застана овде у Маđари. И овдека не симна и во Идризово настави. Даде не испитувани. И 3 дена и оде во Идризово не чува. Повторно ќе кажам, значи не третира како затвореници. Меѓутоа, оние што беа постари и овде ги испитува како, што школа, како, дали знаете тоа, дали знаете ова, дали вака, онака. Останавме 20 на дена во Идризово, во рамките, значи, на затворот некаде, нели, а тоа било веројатно и затоа што нас, веќе, јас тогаш бе 15 годишен, и брат ми, сестрите поголеми од мене, и не испрашуваа. Мислам, посебно ги испитува тие што ме постари 20 години, што има 18, така натаму. Во 3-то или 4-то одделение, како сека учителка, праше кој од каде сме. И ја праше сестра ми, учителката, од каде си Дора? Вика, од Герман. А каков јазик? Македонски. Станува девојче, вика, не учителка, таа е гејка, не е македонка, вика. Не рачуна чужи. И денес. Кога додевме од Руманија, 55-та година, отидовме тука во општината да се пријавиме, му рековме Манов, Коле Манов, и он вика нема Манов, и звучеше малку на бугарски, и вика Манев. Така да брат ми во Австралија е Манов, ние тука сме Маневи.
Лична карта извадивме после во Велес, откако отидовме поменува, ама со црта. Знаем дека си е геј. Македонец пишуваше, ама чим има таа цртата се знаеше. Цар, вака цар. Имаше еден пежоративен на ова егеец, нели, и така натаму. Тоа некаде повеќе беше заострено, некаде помалку. Јас лично никогаш не сум осетил дека некој да гледа со презир егејци или оно, и покрај тоа што постои таков термин егејци, меѓутоа и тоа не ме навредува, бидејќи егејци значи луѓе кои доаѓаат од егејскиот дел на Македонија. Види, локалното население бевме доста прифатени, ама што можат и тие да поминат кога тога војната заврши и Југославија? Тога беше мизерија. Со тоа што ние, тебе кои живееме таму во Тресенци, тука во Бутел, ни дава пакети од Црвен крст. Али што од Црвен крст. Сакам да речем, државата можела да помогне, ама што можела кога и таа сиромашна не била толку развиена. Може било Словенија и тие земји беа, али за Македонија беше голем товар на македонскиот народ. Беме пречекани доколку што може силите на државата. Иначе имигранција е имигрант, кај да си. Само ние, ако мене ме беше најтешко, кога вели егеец, или мене ме има цујено во затворот да ти твојата крв е егејска, знаеш? И тоа највише ме, оти нашата крв даде, нашето околија даде и селото, како Вардар што течи вода, така има дадено крв. Беше забрането одење во Грција, бевме осудени. Моите родители беа осудени на смрт. Таква пресуда баба ми ни донесе 1956 година. 39-та година по поразот на демократската армија, бидејќи било едно од најреволуционерните села, било тотално запалено, изгорено, дури гробиштата овие биле прекопани, да речем копани, уништени, можем да прават стадион. Што да видиш, само црквата после. Школата што беше, порано се гледаше вака црква, школа, ама сега и зидовите се изрушија. Вонатре во школото две дрва растат, како лани, така што видов. Друго нема, ни гробишта има, немаше ни свеки кај да запалиме. Вика ги изораја гробиштата, ништо не остана. Не само конфискувано, него уништено. Не постои селото. Моја црква постои. Селото е, само црквата стои и школото, друго од селото нема нити една куќа просто. Се на като се селото сега, зашто ни зава наши куќа, дојдоа други и така завршие со македонското. Се повеќе грчки зборови. Нашето, например, многу настрада. Го ископаче, камен нема селото. Ја бев во Албанија и оттаму отиду без пасош. Го прошетав селото и се врати во Албанија. Нашето село се уште постои. После 65 години успеав да одам бар да го видам. По прв пат отиду во селото 2001 година, значи после половина век. И тргнавме, први рековме да појдеме некаде на летовање, после враќањето да појдам во селото. Верувајте ми, уште како дете тој пат селото моје село, како на сон го паметав, и прочитав на една табела, пишуваше Едеса. Едеса во превод е воден. И верувајте, колата, не знам на кој начин ми заврти кон селото.
Баджанокот ме замина. После застана, вака што му викам, не можам да издржам. Мораме да се вратиме. И отидовме во селото, уште кога стигнавме, уште не седнате на столица, стигна полиција. Дедо ми го оставил, значи, имотот на децата, но додека жива баба ми да го користи. И додека била жива баба ми, значи, го користевме имотот. Но, кога починала баба ми 55-та година, после една година од нашето враќање од Романија, државата ни го зема имотот. Фактички останавме на улица. А и ние имавме огромен имот од околу 45 ниви, 9 лозија, 8 ливади, 3 куќи и дуќан, и плюс овци и друго допиток. Сето тоа, татко ми го имаше напишан на нив. Јас зборев со тие, вика, ако имаше таква наредба, ако случајно татко ми од имотот го пише и на моје име, и на другиот брат што не постои, онда тој дел, вика, државата ќе го конфискува. И затоа го пиша на тие деца што се таму, а на мене пише што таму, не знам. 500 драхми. Моето семејство имаше од 3 страни имот. Од страна на мајка ми, татко ми и од дедо ми, значи. Имотот, значи, околу 14-15 хектари земјиште сме имале. Со тоа што имало шума, имало лозје и ред други работи. Ние имавме многу овци, кози, мислам од тој вид, и доста земја. Јас имам 20 хектари тоа, се грците ми го звее. 20 хектари работно земје. Дедо ме мој ја купувал од турците тоа. И сепак после турците, ако се отидува, таа земја беше поделена на селаните, кои сте. Како ние избегавме, исто така, ние отидовме, нашата земја ама поделена селаните. Тоа се, како ќе биде, што ќе биде, никој ништо не знаеме. Некои документи постојат, ама не се целосни. Према кажувањето на овој најстариот брат, бидејќи он ги работел нивите, абе вика, ние вика, неавме вика документи, бидејќи прво турско беше, не? После грчко, па после бугарско, а ние бидејќи во селото се знаеше. Ќе се обажи ќерката и даваме ова и ова нива, као чејс. Ќе се обажи и ова и се знае целото дека е то така. Доказ немаме за да има, затоа што целокупната документација изгоре со самото горе на селото. Не мислевме тогај на тапи, не мислевме на документи, на крштенички, на све што било, вика, или на покукнина што имавме нешто повредно да го зеваме, гледавме да се спасиме животот. Имаме татко ми, знаеме кај ги чуваше во една коморче, имаше со клуч, тамо ги чуваше. Ама тога како стана не можевме да влеземе, ти викам све искршено беше од авионите. И не можевме да влеземе, да бараме ништо, само гледавме што викате и лепче не земевме да јадиме. Оди ги имаме тапите, сакате да ги видите тапите од 830 година на арапски со воден печат, на арапско писмо? Тоа и во Грција имаше жртви, и во Грција имаше палење, јас и таму бев. Меѓутоа, македонскиот народ, они го истребија тоа. Тоа беше и целта да се истреби. Затоа што кога нареди грчката влада да се вратат партизаните, учесници во Втората светска, во партизанството сега, нали? Втората година. Но пород грци. Тие што не се пород грци, не смее да се вратат. Значи, ни еден македонец, ја не знам што да правам, како да ги молам, немам право ја да се вратам, не ме сака, ја не сум пород грк. Многу пата си ставам на прашање зошто го напуштивме ние. Борејќи се требаше да останеме. Што беше тоа, дали беше исто измама на комунистичката партија? Иако велеше ќе се бориме, ќе имате право едно друго, да не беше таков некој договор со режимот грчки, да не и чистат како такви македонците, да бидат чисто македонци, да грци.
Или навистина беше таа вистина дека ако се ослободеше, ако дојдеше до друг режим, ќе ги имавме тие права. Таа беше пропаганда грчка, вика. И децата што ги собра, и вашо ви истера, за да ни истребат, вика. Граѓанската војна беше голема грешка. И највеќе страдаше македонскиот народ. Нема село што не е изгорено, нема село што не е испустено, нема село што не е бегано во Канада, во Америка, во тоа. На крај не победихме, а ние повеќе изгубихме отколку добивме. Дали исправна беше, ама друго чаре немаш? Како ќе добиеме слобода? Без борба? Оправдано беше. Оправдано, зашто ако не примевме участие во таа, ние немаше воопшто и да се признаваме што имаме егејска дел на Македонија. Тоа до денес сите го знаат од таа војна. Беше оправдано. Беше оправдано, инако сите ќе беа поколени. Многу пишат дека не требаше така да постапат, а не можеше. Секој ако дојди дома да те толчи, да те чини што ќе праш, ќе бараш планина или ќе бараш друга држава да одиш. Така и ние моравме, без разлика, пострадавме, сторивме, ама не се жалиме. Тогаш почнав да бидам свесен дека овие луѓе преживеа една голема трагедија, екзодус во кој што не е баш, ние имавме, можам да кажам, некое условно срекно детство таму. Имавме се, имавме јадење, имавме храна, така натаму, детски игри и не мислиш на другата страна. Али кога се видовме со родителите, тогаш почнав да постанувам свесен дека да се поставаш вика зашто и да откриваш трагедијата и судбината. Во затвора многу ме маче, многу млада беба и бев убава жена. И кој ќе ме виде, ќе направи молба да ме земе за жена од фашистите. Ја не ќе, тоа се вика дилоси, не правев дилоси. Јас сум македонка и со сака мажо и децата и не ќе. И со сила. Ќе ме маче, ќе ме тепат, не сам мене сите. Не и не дал, ни да се потпиша дека сум гркина, ни да се мажа за грк. Си дојду тука со фамилијата си ја собра. Порака сега до сите, не и егејци, не и тука македонци, не и бугари кај било, сите да сме сплотени, да не си го загубиме името, да не си го загубиме идентитетот. Тоа е најглавното наше, да се зачуваме. Ако се ги изгубиме, онда не вреди ништо. Што имаме, што немаме, секи не оди. Да се сакаме, да не речеме ти си егејец, ти си вардарец, ти си пиренец, ти си тоа. Сите сте едно, сите делиме една иста судбина, сите сте една крв. Има многу да се збори, само држите ја Македонија, да не го давате името. Не може никој да ни го зема името.
душа